Дали бракот со алтернатива ќе му донесе на Заев развод од другите коалициони бракови? Не баш сите се најсреќни од новиот договор меѓу премиерот и Африм Гаши. Првиот човек на Демократскиот сојуз Павле Тријанов за Алфа вели дека дел од програмата на алтернатива за неговата партија е неприфатлива, а како ќе постапеле во иднина, дали ќе останат или не во владата, ќе одлучиле после координацијата ке премиерот Зоран Заев. Ќе направиме една подетална анализа, првенствено околу програмските, да речеме, обработки на алтернатива. Дел од нив се неприфатливи за Демократскиот сојуз. Сакаме да направиме анализа добра, да видиме што значи тоа. И бараме извор да не информира и Заев и Гаши околу програмските цели, поготово при испитување на некои случаи делонаселје или пак монструм, кој што веќе еднаш беше преиспитан, беше повторена постапката. Очигледно Заев одлуката за приклучување на алтернатива во владата ја донел сам, барем ако се слушнат изјавите на помалите коалициони партнери во власта. Покрај Павле Тријанов дали ќе останат во владата, тек ќе одлучуваат ЛДП и Дом. Горан Милевски изјави дека чекаат Заев да ги извести што се договорил со Гаши, па да кажат како ќе постапат во иднина. Ние се уште не ги знаеме барањата на алтернатива, барем ЛДП не ги знае. Очекуваме премиерот и јавноста и нас како коалициони партнери да ни извести, да знаеме во каква нова влада влегуваме, дали тоа за ЛДП е прифатливо или не, се разбира тука, тоа е заедничка одлука наша и на Дом. Додека едните партнери не знаат ништо, оние главните дуи знаат се, барем ако суди по изјавата на министерот за надворешни работи Бујар Османи. Мислам дека премиерот Заев разговорите со политичката партија Алтернатива ги вршеше во име на коалицијата, така да ние бевме целосно информирани и координирани за разговорите што ги водеше премиерот Заев со политичките партии. Инаку со новиот коалиционен договор Заев добива нов партнер, но губи некои ресори, а меѓу нив и Министерството за здравство, каде од министерската функција заминува најблискиот соработник на премиерот Венко Филипче.